Христос воскресе, навистина воскресе. Православните христијани денес го празнуваат Христовото воскресение. Со насилно отворање на балконската врата непознато лице извршило кражба во станот на 57-годишниот велешанец А.В. Од станот лоциран на улицата Димитар Влахов украдени се разновиден златен накит, пиштол марка застава М88 и куршуми за истиот. СВР Велес превзема мерки за расчистување на случајот. Во продолжение следуваат настаните на денот. Православните христијани денеска го слават Воскресението Христово. Крстот Господова моќ. Кошаркарскиот клуб Борец Баскет сомнува победа на домашен терен. Македонскиот православен народ денеска го слави Христовото воскресение. Со своето славно воскресение Господ Исус Христос покажа дека смртта е немоќна. Победен е најголемиот човеков непријател. Затоа овој ден е ден на радоста. Исус воскресна, навистина воскресна. Вака денеска се поздравуваат православните христијани. Вратите на храмовите широмо отворено ги пречекуваат верниците, кои од рано изутрина му се поклонуваат на Господ Исус Христос на воскресната литургија. Овој празник е најсветлиот ден во годината, кој однова ја воскреснува надежта за подобар живот и подобро утре. Биењето на камбаните во храмовите на Македонската православна црква точно на полнок ја најавија радосната вест за Воскресението Христово. Великден е најважниот верски празник во православниот календар, велат велешани. Тоа е ден празник, Христос воскресе, која се родил па воскрснал. Така останало од старо и така си го прославуваме. Ние си веруваме у Бога. И затоа идеме и у црква. Нешто најубаво, весело, празнично, со семејството, со внуците. Радост, весело. Со фамилијата седнеме, од црква бевме, се помолиме малку и тоа. Великден е најголемиот наш христијански празник. На овој ден сите фамилијарно се собираме, приготвуваме она што можеме и колку можеме. Па најголемиот православен празник. Па за здравје сме доедени. Еден најголем празник во христијанството е Великден. Тоа е распетнието на Исус Христос. За мене е тој ден кој што не само ја, него секој христијанин да се поноси со тоа величествено што го направи самиот Исус. Честитка за овој голем христијански празник градоначалниците на општина Велес и Кавадарци на православните христијани им посакаа добро здравје и духовен мир. Пред се на нашите сограѓани многу здравје, среќа, радост, мир во нивните домови, мир во државата, мир во светот. Тоа е, мислам, најдобрата порака што може да се порача во овој момент на сите верници во Република Македонија и ширум светот што го слават овој празник. Лично од мое име, па и од името на локалната самоуправа да го честитам овој најголем христијански празник. Секако во тој христијански дух да посакам многу здравје, многу среќа, успеси како на личен, фамилиарен, така и на државен, односно професионален план. Светлоста и блаженството на овој ден нека ги огрее домовите и срцата на верниците, а радоста нека ги сподели со најближните, пријателите и соседите. Нека е честити за многу години празникот Великден. По повод најголемиот христијански празник Великден, митрополитот Повардарски Агат Ангел упати великденско посление до православните христијански верници, обраќајќи им се со возлюбени следбеници на воскреснатиот Спасител.
Тој на православните христијани им порачува при сите своји постапки да го имаат предвид воскреснатиот Христос и неговите вечни пораки и примери за мир, трпеливост, искушение, разбирање, како и љубов и почит кон нашите ближни. Митрополитот Господин Агатангел военно посочи трпеливо да ја градиме семејната заедница, втемелувајќи се во божанствената љубов и вистина. Во продолжение слушнете ја великденската порака. Драги мои духовни чеда, денес на Христовата Пасха, на празникот достоен за најголем воскит и веселие, на дедот создаден за вечна духовна радост, на почетокот на секоја наша духовна победа, пред нашите очи заблескаа сјајните звезди на Христовата светлина, изгреа јасните зраци на божествената благодат, ни се предадоа клучевите од небесните и царските порти на богатата Божја духовна ризница. Долгата и темна ноќ ја изгуби силата пред сјајот на изгре сонцето, млачната смрт е уништена, живото за сите откриен и достапен, се е исполнето со најцрпна светлина, сонцето над сонцето се простира над сите и над се. Родениот пред зората, пред почетокот на се, безсмртниот и великиот Христос ни се прикажува посветол од секоја тварна светлина. Денес, драги браќа и сестри, е Великден, голем празник и вечно жив споменик на божествената сила и совршенство. На овој велики голем ден воскресна Богочовекот, се прослави и преобрази созданието Божјо, благоизволи Бог од страдањето да се роди исцеление, од смртта безсмртност, од мртвилото живот, од поразот здравје, од паѓањето напредок. Еве вака Бог го извршува своето големо дело, од невозможното го прави неочекуваното, зашто за неговата света волја се е можно. Возлюбени мои чеда во Господа, ако јудеите ја празнуваа Пасха во спомен на ослободувањето од тиранијата на египетскиот фараон и избавувањето на првородниот те од смртта, ние христијаните својата Пасха, односно својот премин, го празнуваме како совршено ослободување од власта на нечестивиот и од силните стеги на духовната пропаст и урнисување. Ние го имаме небесниот и од Бога испратениот агнец, кој се принесува како жртва за нас и кој не ослободува од силата на гревот и безмислието и не изведува од земјата на минливоста и не воведува во државата на вечноста. Воскреснатиот Христос е нашата Пасха, нашиот спасоводен премин, нашето торжество духовно, нашето просветување преку новоизградената светлина, нашиот светол украс на сладбената поворка. Затоа оној кој е благочестив и боголюбив нека се наслади од ова светло предложение, од овој свет принос. Кој е благоразумен слуга, нека влезе во радоста на својот Господар. Христос воскресна и смртта ја уништи. Христос воскресна и демоните пропаднаа. Христос воскресна и Адам се спаси. Христос воскресна и се земно, подземно и надземно се радува. Возлюбени следбеници на воскресението, воскреснатиот Спасител. На денот кога празнуваме воскресението, ја славиме сушност непобедливата сила Христова, која е светлина и живот. Светлина и животот секогаш одат заедно. Каде има сонце, таму има и живот. Животот не може да обстои во темнина. Христос е нашето сонце на правдата и затоа неговата воскресенска светлина нека се пробие во најдлабоките делови од нашите души, нека ги облагороди во целост нашите срца, нека ги умудри делата на нашите раци, нека ги просветли нашите животи. Воскресението Христово е духовна скала од земјата до небото, патоказот кон вечното царство на мирот и радоста во Светиот Дух. Синот Божи зеде тело човечко, живееше меѓу нас, пострада, беше распнат и на крајот воскресна, се вознесе и седна одесно на Отецот, прославувајќи ја човечката природа,
По славното Христово воскресение, човечкиот живот добива сосема нова смисла и вреднување. Верни чеда на Македонската православна црква. Секогаш при сите наши постапки и дела да го имаме предвид воскреснатиот Христос и неговите вечни пораки и примери за мир на земјата, трпеливост во искушенијата и разбирање, љубов и почин кон нашите ближни. Никогаш да не заборавиме дека не ни се ближни само блиските, роднини и пријатели, туку сите луѓе на овој свет, без разлика на нивната националност или убедување. Христос воскресенска љубов е еднаква и за пријателите, и за непријателите. Впрочем, заради тоа е уникатна и преобразувачка незината моќ и влијание во духовното раснење на секој човек без разлика од која средина да доаѓа. Бидете бодри во духот, ведри во мислите своји, исполнети и ревностни во секојдневните обврски, љубете ја својата земна татковина Република Македонија и нашата заедничка мајка Светата Македонска православна црква. Никогаш не пропуштајте да чините добри дела. При тоа не заборавајте дека нашите свети предци скапо ја платиле нашата слобода. Не смееме да дозволиме да бидеме запаметени како генерација која забадијала ги распродала своите вековни духовни достигнувања и национални придобивки во името на некакви повисоки и абстрактни цели, промовирани од лажни авторитети. Темелувајќи се во божествената љубов и вистина, трпеливо градете ја семејната заедница, радувајте се на своите телесни рожби, кои се нашето најголемо и безценето богатство. Во една таква духовна и молитвена насоченост празнувајте ги престојните великденски празници, а самотниот Бог нека ги услиша нашите молитви, нека биде присутен во сите наши мисли и дела, нека не крепи во здравјето и нека биде сопатник во нашите напори да бидеме подобри луѓе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе за многу години. Вербата во Бог докажува дека има надеж и љубов. Верба за подобар и поубав свет исполнет со љубов и милосрдие. Неколку велешани поттикнати од милосрдие изработија документарен филм. Според авторите, филмот е прв од ваков вид во Македонија. Вербата во Бога е верба во подобар и поубав свет. Свет исполнет со љубов и милосрдие. Поттикнати токму од милосрдие, неколку велешани изработија документарен филм кој сведочи за Господовата моќ. Силната верба во Бог докажана преку низа примери кои ја почувствувале благодатта од истата. Па идејата дојде не преку ноќ. Идејата се роди во нас преку многуте години во кои видовме повеќе, значи многу луѓе, многу животни приказни од пораката на крстот изменети, од пораката за Великден, од вечниот живот кој дојде преку Исус Христос, нели? И од таа порака, од тие животи видени, од тие променети нови животи видени во луѓето, ние се инспириравме. Авторите велат филмот е првенче од ваков вид во Македонија. Крстот како водилка на многумине им го трасира патот. Покрај силните животни приказни, перфектно одбрани локации, се нештата кои го прават посебно значаен овој авторски производ, кој авторите поставувајќи го на YouTube, се откажаа од своите права. Уште од почетокот, кога дојавме со оваа идеја да го правиме овој филм, навистина идејата беше она што ние сме го искусили, една страст, една пасија за оваа порака, за ова дело што денеска го славиме на Великден, е да го споделиме, Ние сме примили како подарок и сакавме да речеме еден подарок за граѓаните во Македонија овој филм да биде. Вербата во Бог докажува дека има надеж и љубов за еден свет. Вербата во Бог ја исцелува и најдлабоката болка.
Многобројни христијански верници и туристи за прославувањето на Воскресението Христово го посетија Охрид, градот кој со право го носи епитетот Балкански Јерусалим. Во охридските цркви владее празнична атмосфера и хармонија. Река од верници протече и низ сите македонски градови. Со великденска литургија верниците низ целата земја беа благословени за здравје, радост и меѓусебна сплотеност. Во продолжение проследете дел од великденската празнична атмосфера во Охрид. Великденски пораки до сите верници испратија председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Македонија е една од 27 земји во светот каде започнува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Следуваат вестите од Македонија. Председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, по повод големиот христијански празник Великден, упати честитка до сите православни христијански верници, како и до сите верници на Евангелско-методистичката црква во Република Македонија. На овој значаен ден, сите христијани се присветуваат на Христовото жртвување за спас на човештвото. На Великден се разгласува веста за Христовото воскресение, кој го празнуваме како победа на животот, се вели во честитката. Празнувањето на овој светол ден е темелот на нашата вера и символизира богатата македонска традиција, која години наназад не учи да си помагаме еден со друг и да го почитуваме семејството и блиските. Премиерот Никола Груевски испрати честитка до поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и до сите православни верници во Македонија и во диаспората. Великден е длабоко вкоренет во нашата православна традиција и меѓу православните граѓани, кои со голема радост и почит пристапуваат кон празнување на овој ден. Великден е и празник кој во себе ја носи универзалната и цивилизацијска порака на љубов и взаемно почитување, на соживот и разбирање. Обединети околу овие вредности треба да чекориме напред. Сите заедно да придонесуваме во напредокот и развојот на нашата заедничка држава, се вели во честитката на Груевски. Великденските празници на сите христијани им ги честиташе и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Стартува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Македонија е меѓу 27 земји во светот во кои се спроведува проектот. Мамографскиот скрининг е бесплатен за секоја жена. Скринингот се врши во 17 јавни здравствени установи низ државата, кои се опремени со апарати за мамографија, меѓу кои е и општата болница во Велес. Од ресорното министерство посочуваат дека во проектот ќе бидат вклучени и клиниката по хируршки болести Свети Наум Охридски, како и болниците во Охрид, Прилепка, Вадарци, Кочани и Штип, за кои веќе е во тек набавката. Скринингот го вршат обучени технолози и доктори специјалисти во областа на радиологијата. Во Австралија ограбена македонска црква. Грција треба до 20 април да подготви реформи во замена за последната транша од помошта. Припадниците на исламската држава го опустошија древниот град Нимруд стар 15 века. Следуваат вестите од светот. Грабеж во Македонската православна црква Свети Никола во Кабрамата, Сиднеј, се случил веднаш по завршувањето на великденската литургија. Од Македонската православна заедница во Австралија велат дека грабежот бил извршен на најдрзок начин за време на пребројувањето на црковните донации. Станува збор за лицето Јон Коларовски, кој упаднал во просторијата во која свештеникот со своите помошници ги броеле црковните донации пред да се депонираат на црковната сметка.
Иако благајникот на заедницата се обидел да ја спречи кражбата, разбојникот го напуштил местото, односно црковниот двор. Настанот бил пријавен во полиција. Европските партнери дадоа на Грција рок до 20 април да подготви список со прифатливи реформи во замена за последната транша, која ќе и биде испратена преку програмата за меѓународна помош, пишува германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според весникот, овој датум е единствената можност за да можат кредиторите на Грција да имаат време да ги разгледаат предлозите за реформи на Атина пред средбата на Еврогрупата во Рига на 24 април. Атина одбива да прифати намалување на пензиите и платите и поради таа причина преговорите за грчкиот долг се без успех. Грција очекува од август исплаќање на 7,2 милиарди евра европска помош. Тоа е последната рата од меѓународната помош за земјата во износ од 240 милиарди евра, кои се одобрени во 2010 година во замена за драстични реформи. Исламистите во Ирак го уништија древниот град Нимруд, стар 15 века. Објавена е видеоснимка на која е прикажано целосно опустошување на древниот асириски град од страна на припадниците на исламската држава. Тие прво поставиле експлозив и кренале во воздух дел од локалитетот, а потоа со булдожери и големи чекани уништувале статуи и други древни артефакти. Градот беше лоциран во близината на Мосул и се смета за колевка на цивилизацијата, токму поради исклучителните археолошки откритија. Ова не е единствен напад на исламската држава врз древните историски градови во Ирак. Нивното уништување на антиквитети предизвика огорченост кај археолозите и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кој уништувањето на Нимруд го нарече воено злосторство. Кошаркарскиот клуб Борец на домашен терен го порази кошаркарскиот клуб Бест. Вардарки со победа против Гер се пласираа на F4 турнирот во Будимпешта. Вардар поразен од Киелце во Лигата на шампиони. Повеќе за вестите од домашниот спорт Ангел Самараков. Во надпревар од 17-тото коло од втората македонска кошаркарска лига, кој се одигра вчера во спортската сала Гемиџи со почеток во 17 часот, домашната екипа на кошаркарскиот клуб Борец Баскет од Велес го пречека кошаркарскиот клуб Бест од Гевгелија. Велешани беа убедливо подобри во текот на целиот меч, па на крајот ја однесоа победата со резултат 100:75. Пред надпреварот двете екипи беа изедначени на табелата со идентичен број на поени по 22, па Велешани со упорна и организирана игра до самиот крај дојдоа до значајни поени со што се приближија до горниот дел на табелата на четвртото место, односно третото кое го делат со кошаркарскиот клуб Тетекс со по 24 бодови. Искрено страхував за овој надпревар, знаејќи дека во екипата на Бест има тројца квалитетни играчи со висина над 2 метра. Се работи за една исклучително квалитетна екипа со квалитетен спонзор. Сите играчи се на платен список, сите заработуваат, знаејќи дека ние сме, да кажам, аматерска екипа. Направивме една добра подготовка во четвртокот и во петокот и на овој голем ден, на овој голем празник, направивме една голема победа. Реално не очекувавме ваква игра, се надевавме дека ќе биде по-густо утакмицата, но добра игра во одбраната, добра игра во нападот, лесни кошеви, брзи кошеви и ја совладавме екипата на Бест. Вакви дерби утакмици секогаш се најмотивирачки за екипата. Влегавме полни со елен, полни со мотивација и мислам дека тоа ја доби утакмицата. Гевгеличани по овој надпревар се на петата позиција на табелата со надпревар помалку во првенството и се уште представуваат опасност за екипите од горниот дел на табелата. Им честитам на домакините за одличната игра. Ние во секој поглед потврливме. Едноставно не сакаше ни шут, нити внатре. Домакините изигра одлично во текот на целите 40 минути и им честитам на победата. Следниот надпревар Борец Баскет го играат веќе предстојниот викенд во сабота на гости против тимот на Михајловски, кој се на предпоследната позиција на табелата.
Женскиот ракометен клуб Вардар конечно успеа да се пласира на F4 турнирот од Лигата на шампионките во Будимпешта и да го елиминира европскиот првак Гер по триумфот од 24-18 во Скопје од 6 гола разлика. Црвено-црните девојки вчера одиграа реми од 27-27 на гостувањето во Унгарија, со што го повторија успехот од минатата ракометна сезона со приклучокот меѓу четирите најдобри во Европа. Во првото полувреме домаќинките ја имаа иницијативата и водството, а одбраната на Вардар уште подобро одигра на крајот од првиот дел и намали на 13-12 на полувреме. Тоа беше доволен знак дека последните 30 минути од овој двомеч ќе бидат одлучувачки, па унгарките тргнаа кон нашиот гол во вториот дел без калкулации да го преминат водството од 6 гола од првиот надпревар. Најдобрата поединка на мечот беше Андреа Пензиќ со 8 гола. 5 постигна Јован Карадичевиќ, 4 Лекиќ, а по 7 одбрани запишаа Суслина и Лејно. Морам да се заблагодарам на Гер за одличниот прием. Се чувствувавме овде како да сме дома. По првиот меч и предноста од 6 гола ние дојдовме да одиграме храбро. Сакавме победа и на овој меч и токму таквиот став ни донесе игра со која го неутрализиравме противникот. Нашите идеи успеаа на теренот и потоа беше многу полесно, изјави Индира Кастратовиќ по мечот. Покрај Вардар место во Final Four обезбеди Динамо Синара. Во првиот дуел за влез во Final Four фазата од Лигата на шампионите, домашната екипа на Вардар вчера вечер во спортската сала Јане Сандански во Скопје изгуби од полскиот првак Киелце со резултат 20-22. Вардарци добро го почнаа надпреварот, но искусниот стратег на клупата на Киелце Талан Душебаев не дозволи црвено-црните да проложат во посекуваниот ритам. Киелце наметне цврста и агресивна одбрана, која го сопре налетот на домашната екипа, наметнувајќи тактички многу поразлична игра од вообичаената сезонава, со која вардарци тешко се справуваа. Во првиот дел силите беа крајно изедначени, а тоа го покаже резултатот од 11-11. Последните 15 минути беа решавачки за конечниот исход. Од водството 15-12 Вардар прими 4 гола поред и никогаш повеќе не поведе. Има возможи на крилата на Киелце неколку лесни гола, па дури 3 позитива пред крајот од мечот. Киелце оваа сезона во Лигата на шампионите на 7 надпревари на гости постигнаа 7 победи. Реванш надпреварот се игра за една седмица на 19 април во Полска. Иđe со победа и рекорд на патеката Кол Сен Пиер во Франција. На трката за големата награда на Кина, тимот на Мерцедес со двојна победа, а актуелниот првак Луис Хамилтон го подигна победничкиот пехар на патеката во Шангај. Меѓународен спорт. Европскиот шампион на ридски патеки и македонската гордост во автомобилизмот, Игор Стефановски Иđe постави рекорд и победи на патеката Кол Сен Пиер во Франција. Тој се истакна пред противниците со поставување на рекорд на патеката, уште во првата од трите закажани трки со време од 3 минути, подобрувајќи го оној од Душан Борковиќ за 1,5 секунда. Во вторите две трки беше за нијанса послаб од хрватот Томислав Мухвиќ, но тоа не влијаеше на збирот од двете возења како што се зема во предвид. Втората трка Стефановски ја извози со време од 3 минути, 1 секунда и 740 илјадитинки, а третата со време од 3 минути, 1 секунда и 507 илјадитинки, додека Мухвиќ второто и третото возење ги извози за 3 минути, 1 секунда 370 илјадитинки и 3 минути, 1 секунда и 233 илјадитинки. Вкупното време на Мухвиќ не беше доволно за победа над Стефановски, кој беше побрз во збирот за нешто повеќе од 1 секунда. На третата позиција на патеката се најде Јири Лос, кој овој пат се приближи со вкупно време од 6 минути 3 секунди и 606 илјадитинки. Актуелниот светски шампион во Формула 1, британскиот автомобилист Луис Хамилтон, во болидот на Мерцедес доминантно победи на трката за големата награда на Кина, која се возеше на патеката во Шангај, пред клубскиот колега германецот Нико Росберг, додека на третото скалило од победничкиот пиедестал се најде Себастијан Фетел од Ферари. Бранителот на титулата во Шангај дојде до втората победа во годинешниот шампионат, а 35-та во кариерата. Големата награда на Кина не донесе голема битка, дури Хамилтон рутински ја одработи задачата. Фетел во првата половина од трката успеваше да му се закани на Росберг, но кога беше најважно, не беше ниту блиску. Германецот дури можеше да остане и без третата позиција, откако тимскиот колега Кими Рајконен сериозно го предизвикана во финишот, но излегувањето на безбедносното возило на 3 круга пред крајот тоа го спречи. Поголема борба беше видена само за пониските позиции. Двоецот на Вилијамс, Фелипе Маса и Валери Ботас ја следеше најдобрата четворка, а и тие имаа мирна трка,
пред Роман Грожан во Лотус и возачот на заобер Фелипе Настри. Освојувачите на бодови ги комплетираат Даниеле Рекардо и вториот возач на заобер Маркус Ериксон. Денеска имавме претежно сончево време, со повремена облачност и краткотрajни врнежи од дожд. Максималната температура го достигна 23 степен. Утре препладне ќе биде сончево со умерена облачност, а попладне се очекува краткотраен пороен дожд. Максималната температура ќе го достигне 24 степен. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денеска. Останете со програмата на К1 телевизија. Имајте пријатна вечер.